На 90 годишна возраст, камерунецот Пол Бија е најстариот лидер на светот. Ова е Бија на минатогодишниот самит на лидери на САД и Африка, навидум збунет, бидејќи помошникот му кажува дека публиката го чека неговиот говор. Бија служеше како претседател 40 години откако парламентот го продолжи неговиот мандат и ги елиминира ограничувањата за мандатот. Гласо на Америка разговараше со камерунците, но поради загриженост за безбедноста, нивните лица беа прикриени. Мислам дека кога лидерот е стар човек, тој не е свесен за проблемите со кои младите се соочуваат. Без разлика дали имаш 30 или 50 години, секој може да го одработи својот мандат и да се замине. Но кога ќе дојдете и ќе ја преземете власта како да сте кралско семејство, тоа не е добро. На 86 години папата Францис не управува со земјата, но владее со католиците низ светот. Дали возраста е важна? Од Косторика. Yo siento que sí, yo siento que Ке направам исклучок, бидејќи тој е верски лидер. Може би доколку би бил политичка фигура, би се чувствувала непријатно. Од Еквадор. Верувам дека годините носат искуство што луѓето може да го искористат за да им служат на другите. Од Колумбија. No tanto poner límites como el... Не само ограничувањата на лидерот, туку и ограничување на возраста на луѓето што го советуваат. Иранскиот врховен водач Али Хоменеин со 84 години е лидер со најдолг стаж на Блискиот исток кој служи од 1989 година. در رژیم جمهوری اسلامی و Во режимот на Исламската република, проблемот не е возраста на лидерот, туку системот. Светот на 21 век е светот на младите и со знаењето што постои денес. Тие се оние кои треба да донесуваат важни работи. Во 2024 година САД би можеле да го изберат својот најстар претседател досега, Бајден или Трамп. Сегашниот претседател користи пократок сет на скали што се извлекуваат од претседателскиот авион, но и белешки за да избегне вербални гафови. Генерацијата Z ќе бидат најмладите гласачи во САД. Што мислат тие за ова? When you start getting older, Кога ќе почнете да стареете, има многу здравствени ризици и не сакате светски лидер одеднаш да замине, како срцев удар, например. Зависи од тоа колку личноста е отворена. Една студија објавена од Универзитетот Оксфорд вели дека постарите лидери кои се сенилни може да ги заакне негативните стереотипи за старењето, но постарите лидери исто така може да ги изненадат луѓето со тоа што ќе покаже дека се ментално и физички способни за функцијата.